Почнуваме со вестите. Родителите на децата со посебни потреби кои втор ден кампуваат пред Македонското собрание, денеска остварија средба со пратениците од ВМРО ДПМН и од СДСМ. Подршка добиваат и од граѓаните кои ги посетуваат во Жена парк во Скопје. Родителите на децата со посебни потреби од над 20 здруженија низ земјава станаа видливи за македонските политичари, откако вчера ги поставија шаторите пред собранието. Денеска тие имале средба со пратениците и од ВМРО ДПМН и од СДСМ. Денес сме многу задоволни, бидејќи остваривме средба со пратеници од ВМРО ДПМН во собранието и представници од ресорните министерства. Значи, да изложиме кои се нашите барања, проблеми и да договориме понатамошна соработка и партнерска соработка со нив. Потоа имавме средба и со советници од Социјалдемократскиот сојуз. Значи, задоволни сме, очекуваме и од другите партии доколку сакат да имат средби со нас. Мијалко се надева дека во изминатите 2 дена политичарите и институциите ги разбраа нивните барања, кои ги бараат за собствените деца. Сметаат на подршка од сите партии без разлика на македонскиот или албанскиот политички блок. Судбината на овие семејства иста, соочени се со скапи испитувања, терапии, неизвестност околу тоа кој ќе се грижи за децата по нивната смрт. Подршка во Жена парк добиваат и од голем број на граѓани. Доаѓаат и родители кои што не се во здруженијата, па се приклучуваат. Имате ли спонзорство за храна, за спиење, за такви работи? Да, значи тоа го имаме, значи самите се обезбедуваме и плюс граѓани. Значи бабичка да дојде во 10 часот навечер да ти донесе топов чај, бидејќи не поддржува за децата. Значи има шанса за оваа земја да биде многу подобро. Родителите на децата со посебни потреби утре ќе ги соберат чаторите пред Македонското собрание. Мирниот собир ќе им заврши попладне заедно со нивните деца. Тие најавуваат дека се додека нивните барања не им се исполнат, секој месец од 20 до 22 ќе ги поставуваат чаторите и ќе кампуваат пред Македонското собрание. Нов студен бран ќе се спасат ли овошките? Во Малишевијата на големо се третираат овошките од измрзнување. Во Штипнокеска се спасија, а јаболката во Преспанско и Ресенско измрзна. Во развиените земји земјоделците најмалку 10 дена по информациите за критични температури почнуваат со примена на мерките за заштита. Студот се заканува на овошките во Штипско-Нокеска куртулија од измрзнување, но неизвестно дали ќе се спасат од најавените пониски температури следниве 2 дена. Од 1 до -4 степени под нулата може да бидат критични за овошките, велат агрономите. Во микрорегионите си има различна чувствителност, односно отпорност на температурите, во зависност дали е депресија, дали е возвишена изложеност на ветар, но сепак се знае дека температури поголеми од -2-3 веќе во било која фаза, за било која овошка се летални. Така, најчувствителна фаза е фазата веднаш после прецветување, кога што туку е формиран плодот. Тогаш дури -1, -1,5 и 2 степени, -2 прават штети. Во сериозните држави, каде што функционира извештајно-прогнозната служба, кога се најавуваат такви температури, си има мерки за заштита, повеќе видови на мерки за заштита и самите земјоделци се спремат. Од страв да не се повтори ланската година, земјоделците во Малишевијата почнале да ги третираат насадите со препарати за заштита, белат од подрачната единица на Министерството за земјоделство во Берово. Експертите по ова прашање порачаа неколку начини за заштита на насадите од измрзнување, меѓу кои традиционалното зачадување или палење на мокра слама под овошките во раните утрински часови. Задимувањето, потоа оросувањето, ако треба да има инсталирано системи за оросување. Потоа запрашувањето со сулфур на површината на почвата, бидејќи сулфурот испарува на релативно ниска температура и има ефекти по зголемува температурата на воздух. Третирање со одредени фитохормони кои што го забавуваат порастот, но реков за тоа се потребни податоци кои ќе укажуваат на тоа дека најмалку едно
10 дена пред тие температури да се појават, или дури луѓето превентивно третираат со фитохормони за да се забави порастот. Лани пролетните мразеви ги покосија сливите во Малешевијата, но ќеска измрзнаа насадите со јаболка во Ресанско-Преспанскиот регион. Минусните температури пред време го обраа родот. Ги прашате локалните самоуправи што превзедоа за студоите. А вие како земјоделец? Што ќе превземам јас? Сам што можам како единка да превземам. Организирано никаква организација немаше од локалната самоуправа. Воопшто. Ке нема јаболка? Ке нема. И во Охрид ке нема. И таму имаме една бавча и таму ке нема. Ми што ќе правиме? Откаде знам што ќе правиме? И ние не знаеме. Тоа е. Наставно природа, што да правиме тоа. Па ќе видиме се. Тоа е тоа. Нема јаболки, здрави се. Нема да. Да, готово, дефинитивно е крај. Па сега здрави. Ова е втор удар врз грбот на земјоделците и овошните насади популарни од бран од почетокот на годината. Во Штипско до 90% измрзнување беа утврдени кај виновата лоза од сортата Вранец. Од управата за хидрометеоролошки работи најавуваа дека ноќеска нагло ќе се спуштат температурите и за уште 2 до 3 степени понески од денешните утрински. Утринските утре ќе бидат во интервал од -6 до 3 степени. Ветерот ќе продолжи да дува и во предстојниот викенд. Во недела попладне ќе се зголемува облачноста и ќе има услови за слаб краткотраен дожд, а на планините слаб снег преку ноќта. Дневните температури од недела брзо ќе се покачат и покрај повремените на облачувања до крајот на следната работна недела, тие ќе надминуваат 20 степени пред се на југоистокот. Ке нема нови вработувања во Исар и Стипион. Двете штипски јавни предпријатија нема да вработуваат работници или административци на неопределено. Ова го тврдат двајцата директори кои ги доставиле програмите за вработување до Советот на општина Штип. Двете штипски јавни предпријатија годинава нема да вработуваат административци и работници во ниту една работна единица. Директорот на Исар Ангел Бојаджиев вели дека во оваа комунално предпријатие треба да се намали бројот на администрацијата за да бидат порентабилни и поуспешни како предпријатие. Ние имаме администрација која што треба да брои не повеќе од 10 души, моментално имаме 50 луѓе администрација, така да со самото заминување на овие луѓе во пензија, дека тие не даваат свој допринос, своето работење даваат, меѓутоа со заминувањето во пензија на овие луѓе, како тие заминуваат во пензија, пример, ако оваа година заминат 12 луѓе, имаме толку да заминат во пензија, ние ќе вработиме само 4 луѓе и тоа двојца во комунална хигиена, двојца во јавна чистота. На нас не требаат луѓе кои што ќе работат на терен. Бојаджиев истакна дека Исар има потреба од работници во комунална хигиена, паркови и зеленило и токму во овие работни единици вработувањата се реални. Меѓутоа, за жал, младите луѓе кои што бараат работа и кои што се на пазарот на трудот, првото прашање кога ќе дојдат во нашето јавно предпријатие, прашуваат каде ќе ми биде канцеларијата, второто прашање дали ќе имам компјутер, третото прашање дали ќе имам интернет и четвртото прашање, односно може да биде и прво, колкова ќе ми биде платата во јавното предпријатие Исар. Директорот на Штипски Исар забележа дека на сите кои биле со договор на дело се вработени на неопределено, останале уште двајца работници во филтер станицата и градски гробишта, кои чекаат решенија на неопределено. Во Штипски Стипион, кој од минатата година го презеде уличното осветлување, според програмата немаат планирано за годинава ниту едно вработување, а за наредната година се очекува да се вработат тројца луѓе, токму за одржување на уличното осветлување во градот и селата. Штипската касарна Јане Сандански денес го одбележа патрониот празник. На денешен ден пред 102 години бил убиен еден од најголемите македонски револуционери Јане Сандански. По повод чествувањето на 102 годишнината од смртта на истакнатиот македонски револуционер и војвода Јане Сандански, денеска во Штипската касарна, која го носи неговото име, се одржа пригодна свеченост,
Командантот на втората механизирана пешадиска бригада подполковник Горан Петрушевски во своето обраќање пред присутните, говорејќи за животот и делото на Сандански, истакна дека се горди што нивен патрон е еден од најголемите борци за самостојна македонска држава. Неговиот идеал за создавање на самостојна, независна, слободна држава на македонскиот народ е наша стварностна и света обврска да ја сочуваме крваво стекнатата слобода и државност. Петрушевски додаде дека денес единицата представува воена сила достојна за почит, пополнета со професионален персонал, обучен за извршување на борбени задачи во сите услови и во согласно со стандардите на земјите членки на НАТО. Пред нас се безбедносни предвизици од кои од сите нас бараат максимална подготвеност, умешност и патриотски однос кон татковината. Во актуелниот момент врвен приоритет на припадниците на АРМА е справување со бегалската криза, заштитата на државната граница и обезбедување на воени објекти. Во рамките на патронатот на касарната Јане Сандански беше организирана и изложба на воени и полициски ознаки од припадниците на АРМА и МВР. Присутните можеа да се запознаат со историјата на безбедносните структури преку обележјата кои ги носеле и ги носат војниците и полицајците. Изложена целокупната моја колекција на воени обележја од секаков вид, метални значки, беџови, кокарди, амблеми, реверни ознаки, еполети, чинови и се представени вкупно 550 ознаки од најразлични видови. Ова е моје хоби. Моја колекција се занимавам од 2009, значи веќе 8 години. Собирам интензивно во подготовка и монографијата со наслов Македонски војни и полициски ознаки 92-2017, која е поддржана и од АРМА и од Генералштабот, така да се надавам дека во пресрет на јубилејот 25 години АРМА ќе доживее своја промоција. Така да ова е една уникатна можност, една несекојдневна можност на едно место да се видат собрани грижливо и трпеливо и презентирани сите обележја на единиците на АРМА и на МВР. Ознаките ги собирам на најразлични начини. Прво ги барам од луѓе кои се вработени во АРМА и во МВР или кои се пензионирани, нели, да побараат постари униформи. Потоа ги купувам од интернет, бидејќи има интернет страни македонски и странски кои што има луѓе кои што продаваат и ги разменувам со луѓе кои што се исто колекционери кои имаат дупликати, значи од нив барам. Така да треба многу љубов, многу трпење, многу желба, но и финанси за да се направи една ваква колекција. Одбојкарките на УГД студент оштетени од судиите. Трета поред самостојна изложба на штипскиот новинар Драган Ристов. Изложбата беше отворена синоќа во фоајето на Центарот за култура Ацо Шопов во рамките на манифестацијата во чест на поетот. Овој пат авторот пред штипјани се представи со околу 20 цртежи со мотиви од старата архитектура во градот Подисарот. Предходните две изложби се на цртежи портрети. Драган Ристов ја публикуваше и книгата 903. Ова е трета изложба на цртежи, значи после првите две кои што беа дел од манифестацијата Штипско културно лето. Овој пат се представува на манифестацијата во чест на поетот, која што е во организација на Домот на културата, значи на некој начин јас сум гост тука, тие се домакини. Имаме некаде околу 20 цртежи. Значи, за разлика од претходните две изложби кога стануваше збор за ликови на луѓе и на портрети, значи работени најчесто со молив, сега имаме, значи, користено туш, црно пенкало, повторно молив, понекаде и боја, значи техниката е различна, не е правена некоја нијанса или разлика. Во секој случај има разлика во самите мотиви, станува збор за цртежи кои се претежно на стара архитектура, значи имаме мотиви од Штип, од Ново село, Кратово, па дури и странска архитектура, што значи градби. Студено овој пазарен петок во Штип, трговците и покрај богатата понуда не ги наполнија джебовите. Граѓаните штедат за следниот петок и продолжен викенд кога ќе се слави Денот на трудот. Студено е ветровито овој пазарен ден во Штип. Граѓаните ги дополнија залихите со производи по што остана од празниците, но денеска не купуваа многу. Добре, како? Цените добри се? Цените се стално, и петок и до петок истите цени се. Само што нема народ, нема више народот се стреска, пари нема, велигвено и зема паричките и сега ќе се струдат. Трговците уште ли ги држат тие цени празничните? Видиш, исто ги држат цените, 10 со 10,
салати, кромиче, лукче, така натаму, зелката исто. Добри се цените. Цените са добри, меѓутоа народот кој како има пари. Супер пазар. Цените добри се. Понудата? Исто добро. Трговците и овој петок со богата понуда на своите тезги. Цените не променети, но поборувачката овој петок била слаба. Компиро иззем младио, другото катастрофа. По која цена е млади компир? 50. Сега, за другиот петок може и 20 биде. Нема пазар, ладничко, свежо, нема пазар, слабо народ. Цените не са скапи, ама слабо пазар. Нема народ. 30 краставичка, 15 тиквичка, 110 пипер, люто благо, банана 65, компирче 50. Што најмногу се троши денес? Горе-доле, уце по-слабо. Нема. По празнику сега слабо. Рано градинарските производи доминираа овој петок. Цените на пиперот од 100 до 120 денари. Како и да е, следниот петок ќе се купува повеќе за предстојниот продолжен викенд и празнувањето на 1 мај. Пред минутите предвидени за спорт од полицијата оваа вест. Тројца турски државјани во Штип на возраст од 23, 25 и 27 години се лишени од слобода поради постоење основи на сомневање дека сториле кривично дело неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги и психотропни супстанци и овозможување употреба на наркотични дроги и психотропни супстанци. Во домот и помошната просторија на 23 годишниот ДБ, кој бил подстанар, по наредба од Основен суд во Штип бил извршен претрес од страна на полициски службеници. Во секторот за внатрешни работи Штип извршени се разговори со турските државјани, сите со дозвола за престој во државата до месец октомври годинава. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот, информираат од полицијата. Кривична пријава полицијата поднесе и против 29 годишен пробиштипјанец за сторено кривично дело, недозволено изработување, држење и тргување со оружје и распрскувачки материи. А во делот за спорт, фудбал и одбојка. Во првиот плей-оф надпревар за пополнување на првата футсал лига на Македонија, екипата на Астибо во локалното дерби со Мал Ајакс во Штип успеа да забележи победа изразена со резултат 4:3. А одбојкарките на УГД Студент со гореа во желбата да се борат за шампионскиот трон на Македонија во младинска конкуренција. Во тешка и неизвестна борба се вратија по негативата од 2 сета, за да на крајот загубата од екипата на СВСК Куманово со резултат 1:3. На крајот во решавачките моменти клучна улога одиграа и судиите кои драстично ги оштетија штипските одбојкарки. Во прекрасен амбиент се одвиваше полуфиналниот реванш меч помеѓу младинските екипи на УГД Студент од Штип и СВСК од Куманово. Исходот и неизвестноста беше карактеристичен за овој надпревар, кој на крајот имаше драматичен епилог. Сакам да кажам дека надпреварот беше еден атомски, за цело време нашата екипа водеше, имаше и водеа и противничките во една прекрасна игра на двете екипи. Се случи тоа што се случи на крајот во четвртиот сет. Судиите досудија неколку спорни грешки направија, така да ние го изгубивме надпреварот, но ова е спорт, ние мораме да одеме понатаму. Судиите подклекнаа на притисокот на тренерот на СВКС Горан Славков, кој воедно е и председател на тренерската организација. Мислам едно недолично однесување на тренерот кон судиите и кон нашата екипа, но што да кажам, ова е спорт, се случуваат и такви работи, судиите можеби не сакајќи, можеби намерно сгрешија, ептен сгрешија на неколку топки. При резултат 20-19 за нас не досудија прелаз, при резултат 20-21 не досудија топка уаут, дадоа црвен картон, така да тоа го и реши надпреварот на крајот. Знаете, заврши 3:1, одат во финалето тие, ние останува да се бориме за третото место против екипата на Пелистер од Битола. Мислам дека во моментот сме подобри од Битола, но сепак ова е спорт, ќе дадеме се од себе за да освоиме барем бронза.
Во разговорот со членови на раководството на Обукарски клуб Угода студент, дознав дека не е прва судиска двојка да ја оштети вашата екипа. Па може би намерно, може би не намерно. Тие им се имало случайно пред 4 години во полуфиналето на купот на Македонија, при резултат во петиот сет, при резултат 13-12, мислам дека беше за нас, исто така досуди една спорна топка, дадо црвен картон и во тоа време мислам дека борец од Велес отиде во финалето, ние останавме без финале. Не знам, но мислам јас како спортист секогаш можеби не сум тип кој реагира на одлуките на судиите, но овој пат стварно бев многу изреволтиран, така да не знам што би ние ќе поднесеме жалба до судиска организација да барем на вакви надпревари судиите бидат од повисок ранг на категорија за судење, да не се од дома. Сега се случува, например, како домашни судии, обично ние нели знаеме да кажеме, ако се домашни судии треба да помагаат на домашната екипа, во овој случај тие ни одмогнаа. Гледајќи снимката, неприкосновен податок е дека аут топката скоро 20 см. Колку може телевизиската снимка да влијае на вашата евентуална жалба? Па не би рекол, знаете вие дека во спортот после завршување на надпревар дека би можело да се преигра друг надпревар, веќе во недела е завршниот турнир, така не верувам дека ќе има некое влијание, но сепак е добро ќе пуштиме ние снимката во Сојузот да видат докаде сме со нашето судење, со нашите однос на тренерите и сите тие други работи пропратни што би требало по мене да се елиминираат. Веќе крајно време гледаме дека светот не дозволува вакви судења, вакви однос на тренери, на играчи и било што, јас не ги поддржувам без разлика, али мораме да ставиме крај на да не биде многу груб на едно такво однесување на председе на тренерите. На тренерите и на судиите. Судиите ние вложуваме труд, тие дојдат, за тоа се платени да одсудат како што треба, објективно, ни го зимат, едноставно нашиот труд цела година е украден со две грешни топки. Членот на раководството на Угода студент Методи Папаров нагласи дека тие ќе предложат на судиската организација ова судиска двојка веќе да не им суди на Угода студент. Па тоа ќе се случи во почетокот на наредната сезона, пошто сега завршува сезоната. Изземање на судиите можеме ние како клуб на било кој судии да побараме. Најверојатно ние ќе разговараме и ќе ги изземеме овие двајца судии без разлика во која категорија, да не ни судат веќе повеќе во Штип и било каде мислам. Тоа ќе одлучи управата. Ние како тренери ќе дадеме само поддршка. На крајот во недела се игра финалните надпревари, во финалето се Јанта Валеи и СВСК, а Угода студент со Пелистер Битола. За трето место, да. Мислам, па јас сум оптимист, секогаш јас сум спортист и секогаш сакам да победувам. Мислам дека во овој момент сме поквалитетни, но сепак е еден надпревар, борба за медал, така да ќе покушаме да го освоиме третото место, па во понеделник ќе знаеме и тоа да бидеме ваши гости со играчите. Инаку мора да нагласиме дека Угода студент е актуален шампион. Оното ја бранеше титулата. Да, за жал веќе не можеме да ја бранеме титулата. Минатата година бевме прваци, оваа година ако успееме да бидеме трето место е еден пак успех, бидејќи знаеме дека потешко е да се одбрани отколку да се освои титула. Ние сме на добар пат и пожелувам екипата да ми биде здрава, така да во недела да дојдеме со бронзен медал. Сепак и тоа е еден успех за почет, без разлика. Сега секогаш не може да бидеме први. Има и успони и падови во спортот и така да е. Сакам да нагласам тука дека исто така и кадетската екипа
Има уште 2 надпревари разигрување за финален турнир. Мислам дека ќе победиме, таму сме соработнички од Скопје, него имаме поквалитетна екипа, ама тоа по натаму. Инаку по сетови резултатот е следниот: 24 спрема 26, 23 спрема 25, 25 спрема 18 и во последниот решавачки 23 спрема 25. Почитувани гледачи, овде ја завршуваме петочната информативна емисија на Ирис телевизија. Утре сабота, убав ден, но во исто време за поголемиот дел од вас работен, а за учениците и наставниците наставен. Па нека ви биде успешен. Довидување.